платниот промет и други финансиски услуги. Успешното работење на банките не зависи само од тражната организација, важно е да има окружувањето во кое што тие работат. Банкарското окружување за банката создава можности, но исто така и ризици. Целта на мојот дипломски труд е да објаснам како различни фактори од окружувањето влијаат врз работењето на банките и зашто нивната анализа е важна за донесување на правилни деловни одлуки, подобрување на конкурентската позиција и стабилен развој на банките. Прво ќе започнеме со анализата на пазарот. Банкарскиот пазар е простор каде што се среќаваат понудата и побарувачката. Банката нуди кредити, депозити, платежни услуги, дигитални решенија. Како клиенти се среќаваат физичките лица, предпријатијата и институциите. Анализата на пазарот помага во разбирање на потребите на клиентите и таа е важна за креирање на подобра банкарска понуда. Банката која добро го познава пазарот креира понуда која што им одговара на клиентите. Основни елементи на анализа на банкарскиот пазар се клиентите, производите, конкуренцијата, технологијата и економските услови. Кај клиентите банката мора да ги анализира нивните потреби, навики, приходи и доверба во банката за да креира соодветни производи. Втора е конкуренцијата. Банката мора постојано да ги следи цените, провизијата, каматните ставки и квалитетот на услуги на своите конкуренти за да креира соодветна конкурентска стратегија. Во современото банкарство технологијата исто така представува многу важен елемент. Банката мора постојано да ги подобрува и да ги анализира дигиталното плаќање и банкарството за да возможува побрзи и подостапни услуги. Банката мора да ги анализира и своите производи, односно кредитите, депозитите, картичките и банкарството за да знае кои производи треба дополнително да ги унапредува. И последен исто така многу важен елемент се економските услови. Во економски услови спаѓаат инфлација, вработеност, приходите, економските услови и слично. За банката мора постојано да ги следи за тоа што тоа зависи кредитирањето и штедењето на клиентите. Следно е побарувачката на банкарските производи. Побарувачката ни покажува кои банкарски услуги им се потребни на клиентите. Таа зависи од приходите, довербата и финансиските навики. Клиентите бараат депозити, кредити, картички и банкарство, додека пак предпријатијата бараат кредити, платен промет, гаранции и финансиска поддршка. Каматната ставка има силно влијание врз побарувачката на клиентите. Фактори кои што влијаат врз побарувачката се каматните ставки, приходите на клиентите, довербата во банката, технологијата и животниот стил. Приходите на клиентите влијаат на тој начин што клиент со високи приходи може да се одлучи за долгорочно штедење, орачување на депозит, на стамбен кредит и слично. Каматните ставки влијаат врз одлуката на клиентите, односно кога имаме пониски каматни ставки, клиентите полесно може да се одлучат да земат кредит. Следно е довербата во банката. Довербата во банката влијае на одлуката клиентите да соработуваат со банката на долг рок, односно да долгорочно да штедат во неа. Следно е технологијата, значи банката која што има брзи и достапни услуги, која што е во тек со технологијата, има дигитално банкарство, мобилни апликации кои што им нудат многу услуги, е повеќе побарувано од купувачите, од клиентите. И последно, исто така многу важно е животниот стил, односно клиентите сега ги имаат потребите, имаат потреба од картички, онлайн банкарство, брзи кредити и слично, доколку банката ги исполнува нивните услови, кај неа ќе има многу побарувачи. Понуда на банкарски услуги, понудата ги опфаќа сите услуги кои што ги нуди банката на пазарот. Во неа спаѓаат кредити, депозити, платежни услуги, соботодавни услуги и слично. Таа зависи од големината и капацитетот на банката. Технологијата возможува побрзи и подостапни услуги. Банката треба да создаде равнотежа помеѓу квалитетот, цената и довербата. Анализа на околината. Околината ги опфаќа надворешните фактори кои што влијаат врз работењето на банката. Најважни се економските,
технолошките и социјалните фактори. Овие фактори се меѓусебно поврзани и тие за банката може да создадат можности, но исто така може да создадат и ризици. Влијание на економските фактори, односно економските фактори спаѓаат приходите на населението, вработеност, инфлацијата, каматните ставки и стопанската активност и тие имаат многу силно влијание и врз клиентите и врз банката. Политичко-правните фактори определуваат законската рамка на работењето, регулативата влијае врз довербата и стабилноста во банкарскиот систем. Технолошките промени овозможуваат побрзи и подостапни услуги. Дигиталното банкарство станува важен дел од конкуренцијата и социјалните фактори ги покажуваат законите, очекувањата и довербата на клиентите. Банките мора постојано да ги следат законите, технологијата и потребите на клиентите за да останат стабилни и конкурентни. И како последен дел од мојата дипломска е конкурентската околина на анализата на конкурентите. Конкурентската околина ги опфаќа сите банки и други финансиски институции на пазарот. Денес конкуренцијата не се води само преку камати и провизии. Важни се довербата, брзината, квалитетот и дигиталните услуги. Финтек компаниите стануваат сериозен конкурент во одредени услуги. Банката мора постојано да ја следи конкуренцијата и потребите на клиентите. Елементи на анализата на конкуренцијата се дејноста на банката, конкурентите и корисниците, како што кажавме, кај дејност на банката мора постојано да ги следи производите и услугите, кај конкуренцијата мора да ги следи цените, каматните ставки, провизијата, за да креира соодветна конкурентска стратегија. И кај корисниците мора да ги следи потребите, задоволството, навиките и користењето на услугите. И како заклучок на мојот дипломски труд можам да извојам дека банкарското окружување е клучен фактор во успешното функционирање на банките. Банката мора да ги следи економските, правните, технолошките и социјалните фактори. Конкуренцијата бара постојано подобрување на услугите, а клиентите очекуваат сигурност, брзи и јасни услови и дигитална достапност. Ви благодарам за вниманието, ако имате некои прашања, слободно. Благодарам ви за успешната експозива, еден здив. Не очекував помалку од неа.